вечер, почитувани членови на ВМРО-ДПМН. Добро вечер, почитувани членови на коалиционите партнери. Би сакал да ве поздравам. Добро вечер за местните комитети Илинден, Видобишта и Горна Влашка Мала, кои што се срцето на ВМРО-ДПМН во Охрид. Добро вечер за сите гости од останатите местни комитети. Добро вечер за Унијата на жени, Унијата на млади сили, Советот на ветерани. Добро вечер за Општинскиот комитет. Добро вечер за сите граѓани кои што сакаат да не слушнат вечерва. Добро вечер за жителите на овие населби во кои што сме вечерва. Јас четврти пат стојам овдека пред вас и четврти пат она што го ветуваме го остваруваме. Би сакал да ви се заблагодарам што на овој дожд кој што за среќа по полека гледам и престанува, имате сила да не слушате и да ги слушнете нашите пораки. За разлика од сите претходни три изборни циклуси, можам да кажам дека овие се и најспецифичните избори и најтешките избори. Зошто е тоа така? Имено ние решивме една година порано да го прекинеме мандатот во нашето собрание, да доброволно се откажеме од нашите пратенички позиции со цел да ја заштитиме Македонија. Почитувани пријатели, ВМРО-ДПМН беше поставено пред уцена и Македонија беше поставена пред уцена. На редовните претседателски избори беше побарано да излезе така наречен консензуален кандидат. Иако терминот не значи многу, ние мислевме дека претседателот Ѓорѓе Иванов, за кого што во 2009 година гласаа и македонци и албанци, како и представници на помалите етнички заедници, турци, срби, роми, власи, еģиптјани, бошњаци и сите останати, е токму таков човек. И почнавме да разговараме со оние кои што го бараја овој консензуален кандидат. После некое време видовме дека како е она бараат за да не најдат, сакаат, а молат Господ да не добијат. Е такво беше тоа барање за консензуален кандидат. И свативме дека целта на најголемата политичка партија кај албанците ДУИ не е консензуален кандидат, туку е работа против интересите на Република Македонија. Целта на најголемата партија кај албанците не е претседател почитуван од сите граѓани, туку е Македонија да нема претседател. И тоа тие, после некое време јавно го кажеа. Ги повикоја своите членови да не излезат и да не гласаат. Водат така наречена активна кампања за бойкот. Има еден убав израз во граматиката, се вика оксиморон. Тоа е кога спојувате два збора што не водат еден со друг. Така и ова водење активна кампања за бойкот. Утре Али Ахмети ќе дојде тука во Охрид, во Домот на култура, и ќе промовира таа активна кампања за бойкот. Активната кампања за бойкот значи Република Македонија да не добие претседател. Таква држава во Европа нема. Нема држава во Европа која што нема претседател. Активната кампања за бойкот значи после тоа да се седне на зелена маса и да се добие тоа што на избори никогаш не може да се добие. А во демократија мандатот и легитимитетот се добива на избори. Бараат претседателот да се избирал во собрание, а не да го избирате вие граѓаните, значи не вие да кажете кој ќе биде претседател, туку политичките партии да се договараат во собрание. Бараат двојазичност на целата територија на Република Македонија, иако не е дел од рамковниот договор. Јас немам ништо против ни еден друг јазик, богатство е да се зборуваат што повеќе јазици, лично зборувам совршено добро два странски јазици, англиски и француски, сакам да научам и албански и турски, немам проблем со таа работа. Ама да се наметне на луѓето, со сила да го прават тоа, на стари луѓе дома документи да им стигнуваат двојазично, е работа што е спротивна на реалноста во Македонија. И бараат, требало, не требало, имало проекти, немало проекти, имало потреба, немало потреба, се направила една работа, не се направила друга работа, да 25% од буџетот директно одат во нивните средини. Тоа не е оваа Македонија која што ние ја знаеме и ја посакуваме и заеднички ја градиме. Значи, додека ние правиме реформи,
Градиме автопати. И ве повикувам да го искористите огласот за 1000 вработувања во автопатите. Тоа се 1000 вработувања за вас. Има и за со основно, има и за со средно, има и за со високо. Тоа се 1000 луѓе да јадат леп во овој град, 1000 вработувања во Охрид последно се отворени пред јас да се родам, пред некаде 34-5 години. Ве повикувам, искористете го ова. Значи, додека ние градиме автопати, правиме реформи, инвестираме во здравството, ја изградивме најубавата болница во Југозападна Македонија, правиме улици, тротоари, канализациони мрежи, водоводни мрежи, тие прават активна политика за бојкот. И затоа решивме да ги споиме парламентарните со претседателските избори. Заради тоа што мотивацијата за излез на претседателските избори е секогаш пониска. Јас сум 8 години пратеник, на 100 луѓе годишно сум помогнал, на уште 100 не сум помогнал. Не дека не сум сакал, толку се можело. 8 по 100, 800. Кај докторов, пошле 100 пациенти годишно им учинил, уште 100 ги препратил на друго место, пошто не бил тој задолжен за таа работа. И кај него уште 800, 1600. Кај Љупчо дошле во местниот комитет 100 луѓе им учинил, на уште 100 не им учинил 1700. Кај Љубен секоја година 8 години е директор, по 100 луѓе, 800 луѓе до 2500 стигнавме. 2500 во Охрид, 2000 во Струга, 3000 во Битола, 4000 во Прилеп, 4000 во Штип, 20000 во Скопје. Пропаднале изборите. А ако пропаднат изборите, стапуваат на сцена овие сценарија кои што ги изборував. И затоа би сакал да ве замолам. Прво во недела на 13, а после тоа и на 27, во недела на Цветници и после тоа една недела после Великден. Масовно да излезете и да гласате. Најдобриот начин да се спротивставиме на активната политика на бојкот е активна политика на гласање. Заради тоа што тоа е ваше право. Вие да кажете кој ќе биде председател. А не да кажат ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА. Вие треба да кажете кој ќе е председател. И уште една работа сакам да ве замолам. Расположението е горе-долу јасно. После 8 години ние имаме чист образ. После 8 години јас гордо можам да кажам за себе дека можеби не сум завршил се, ама неам ни една дамка на мојот образ. После 8 години можам чист да стојам пред вас без ни една корупцијска афера. Расположението е јасно. Тоа вели дека ВМРО ДПМН ќе ги добие овие избори. Ама не е исто. Како ќе ги добие овие избори? Јас бев пратеник во парламент во кој што ВМРО ДПМН имаше 45 пратеници и една многу умашна коалиција со ДПА. И на ниеден политичар, ни од власта, ни од опозицијата не му посакувам таков мандат. Бев пратеник кога ВМРО ДПМН од 2008 до 2011 година, после грчкото вето во Букурешт, кога решивме да не се прекрстуваме, доби 63 пратеници и знам колку беше релаксирано. И сум пратеник во овој состав, кога ВМРО ДПМН има 56 пратеници и не може да обезбеди бадентерово мнозинство со ниедна друга политичка партија освен со ДУИ, и знам како на дневна основа бевме уценувани. Ние правиме реформа во администрацијата, тие бараат право плюс. Ние правиме реформа во даноците, тие бараат услуга плюс. Ние правиме реформа во здравството, тие бараат некој што не заслужил да се вработи. Ние правиме реформа во патната мрежа, тие бараат рамковни вработувања да седат дома да земаат плата. Под таква уцена беше ВМРО ДПМН во овие 3 години. Не сме спремни веќе да ја трпиме таа уцена. И затоа ве молам, знам дека има и разочарани. Знам дека има и луѓе што очекуваат многу од локалната самоуправа. Ама таа локална самоуправа е само една година локална самоуправа. А 8 години имаше пустош во овој град. Со 50 милиони евра блокирана сметка, а годишен буџет од 8 милиони евра. Тоа се 6 буџети унапред изедени. Тоа се 6 години унапред блокирана сметка. Знам дека има луѓе на кои што се ветило, ама не се остварило. Знам дека има и кај што сме сгрешиле. Знам и одат од помали политички партии и ви велат дојдете кај нас, ќе ви завршиме работа.
Знам дека има такви кои што велат, еве слушнав од политичката партија на Стефче Јакимовски, која што е поврзана со временска прогноза, се вика Гром, кажувале дека се во коалиција со нас, да гласале луѓе за нив, ќе им учинале после избори. Да не ве лажат. Ние не сме во коалиција со ниедна друга политичка партија, освен оние што ги знаете. Ние имаме наша коалиција со 21 политичка партија, во која што не е ни партијава со временска прогноза, не е ни партијата која што се вика народна е далеку од народот, не е ни партијата која што вели дека е позитивна, ни една друга партија која што доаѓа и ви вели дека е во коалиција со нас. Не се во коалиција со нас. Да не ве лажат ни вас, ни оние кои што ги познавате. Кажете им, дојде Александар Николовски и ни кажа да не лажете. И ги повикувам сите луѓе на кои што им е кажано ова, да гласаат за ВМРО ДПМН, за да имаме чист мандат, да имаме 62 пратеници, да не бидеме уценувани, да не треба да правиме работи кои што не ни се драги и да не треба да работиме против интересите на Република Македонија. Никола Груевски ќе е премиер и со 56 пратеници и со 62. Ама Македонија нема да е иста со 56 и со 62. Да излеземе на 13 масовно, да направиме 80% излезност во Охрид, најголема во историјата на Охрид, за да им покажеме на овие со активниот бойкот дека не ја бива таа работа. И да излеземе на 27 со исто така 80% излезност, со поддршка за ВМРО ДПМН поголема од таа на минатите локални избори и со 62 пратеници да ги спроведеме проектите кои што ги ветивме. А ќе кажам само 5. Не сакајте да го одземам вашето време, посветени на 5 групи. Пензионерите се сеќаваат. Бродот ќе потонеше ако им се даде 8% кои што Уставниот суд кажа дека им следуваат. Секоја година си добиваат по 5%. Ќе добиваат и следни 4 години по 5%, вкупно 21,5% изголемување на сите пензии. Вработените во администрацијата знаат дека прв пат платата се зголеми кога ВМРО ДПМН дојде на власт 2 пати по 10%. Дојде после тоа светската економска криза, па европската должничка криза, престанавме, оваа година пак ги зголемуваме за 5%. Секоја година по 5% зголемување, вкупно 21,5% и за администрацијата. Вработените во приватниот сектор знаат дека пред да дојде ВМРО ДПМН на власт, немаше минимална плата. Одеа работеа и за по 3 и за по 4.000 денари. Седнавме со синдикатите, седнавме со работодавачите, се договоривме минимална плата да е 8.050 денари. Тоа не е многу, ама е повеќе од оценувањето претходно. И видовме дека тоа не е доволно и пак седнавме со синдикатите, и пак седнавме со работодавачите и усвоивме закон во собранието кој што почнува да важи од оваа година, каде што минималната плата во стопанството се зголемува до 2015 од постојни 8.050 на 10.800 денари за подостоинствен живот на вработените во стопанството. И младите знаат дека во мое време да се запишеш на факултет, што не беше многу одамна, пред некаде 12 на години, ако не успееш да влезеш во така наречена државна квота, со 200 или 400 евра финансирање, требаше кредит да земаат родителиве за да платат по 1400 на медицински факултет и 2800 евра за студење. Кој имаше да земе кредит, земаше, кој немаше, дома им остануваа децата. Сега студентите треба да знаат дека имаат факултет скоро во секое место. Во Охрид имаат универзитет за информатика, имаат многу развиен факултет за туризам со различни смерови, во Кирчево имаат правен факултет, во Струга имаат економски факултет. Партиципацијата од 2800, односно 1400 ја намаливме на само 400 евра, а во државната квота за првите е 0, за останатите е по 200 евра. Во исто време, еднаш месечно може да се дојдат од Скопје или од Битола или од Штип, кај да студираат без пари дома,
да можат еднаш неделно во Скопје, Битола или Штип да користат јавен транспорт без пари, да можат да одат еднаш неделно на кино, на театар или во музеј без пари, да можат да добијат учебници без пари и се зголеми стипендијата на постојни 6.000 денари. Тоа е петтиот проект кој што го правиме за младите. Ова се 5 причини, би можела да изборувам уште сад време, зошто на ВМРО ДПМН му требаат 62 пратеници. Јас верувам во вас, верувам и во доктор Сашо, верувам и во доктор Љубен, верувам во целата наша структура и се надевам дека заеднички ќе славиме и на 13 и на 27, да сте здрави и живи, да живее ВМРО ДПМН, да живее Охрид, да живее Македонија. Благодарам. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.